Грми Прилеп, грми градот Херој, градот непокор, грми од силата и енергијата која што ја донесоа нашите социјалдемократки, почитувани припаднички на форумот на жени на Социјалдемократскиот сојуз. Мојата почит кон вас. Драги мои другарки, 8 март е посебен ден. Меѓутоа, само како појдовна точка, а не како крајна дестинација. Ако крајот на 20. век беше период за препознавање на моќта на жената, почетокот на 21. век е период на валоризација на таа моќ. Почитувани мои дами, денес ќе хориме заедно да одадеме почит на придонесот на жената во општеството. Од историски аспект, овој ден е ден на сеќавање на група храбри жени кои маршираат на улиците барајќи подобри услови за работа, право на глас и право на општествен активизам. Овие хероини го отворија патот за идните генерации во секојдневната борба за правата на жените. Затоа и во моето политичко социјалдемократско кредо верувам во основните вредности на еднаквост, правда и солидарност. Овие вредности се во сршта на социјалдемократското движење и го формираат пристапот кон решавање на прашањата за родовата еднаквост. Секој поединец, без разлика на пол, раса или класа, треба да има можност да го достигне својот целосен потенцијал. Ние, како социјалдемократи, сме повикани да зборуваме за предизвиците, за родовата еднаквост, за родовото насилство, за положбата на жената, за обезбедувањето еднаков пристап до можностите и ресурсите, како и со мажите, со еднакво право на целосно учество во општествениот живот, во нивните заедници, локално, централно и глобално. Жените даваат и ќе даваат значителен придонес во секој аспект на општеството, од политиката и науката до културата и уметноста. Во борбата за родовата еднаквост ние мора да ја препознаеме важноста од рушењето на закржлавените конзервативни стереотипи и општествени квази норми кои го ограничуваат женскиот потенцијал. Ние, како социјалдемократи, се залагаме и ги промовираме политиките кои промовираат еднакви можности и на отворена цена ги предизвикуваме родовите улоги кои го ограничуваат и го стеснуваат ангажманот и изборот на жените. Зајакнувањето на овие политики е клучен дел од градењето на попараветно општество. Ние креираме амбиент кој промовира родова еднаквост и ја елиминира родовата дискриминација. Ги уриваме бариерите што ги спречуваат жените да го достигнат својот целосен потенцијал и работиме на создавање општество каде што полот нема да ги диктира можностите или животните избори на една личност. Ние силно веруваме во создавањето култура на почитување на жената и ненасилство врз жената. Вербалното и физичкото насилство врз жените е апсолутно неприфатливо. Жената е херој и има посебна символика кога го говорам во Прилеп, градот Херој. Затоа што жените хероини од народно-слободителната борба беа рамноправни партизани и патриоти, храбри и пожртвувани, еднакви и силни, кои со пушка во рака беа на браникот на својата татковина. Оваа саможртва е драгоцено наследство и не задолжува сите нас многу повеќе да бидеме гласноговорници за родовата еднаквост. Треба повеќе да зборуваме и да делуваме за нашите секојдневни жени и хероини. Знајни, но многу повеќе незнајни. Нив ги среќаваме дома, на работа, на улица, во продавници. Тие се тие кои водат секојдневни човечки битки за себе, за своето семејство, за своите блиски. За жал, за нив малку се говори. Затоа ние цврсто стоиме зад нив. Нашите политики стојат зад нив. Ние, социјалдемократите, сме нивниот глас
нивната поддршка, како што тие се наша инспирација и поддршка секој ден. Конечно, ние жестоко веруваме во важноста на учеството и застапеноста на жената во политичките процеси. Женските гласови мора да се слушнат во процесите на донесување одлуки на сите нивоа, од локална до централна власт. Ова значи зголемување на бројот на жени на избрани позиции и обезбедување дека нивните перспективи се сваќаат сериозно. Сето ова ние го спроведуваме во политиките на Социјалдемократскиот сојуз како организацијски и програмски стандарди. И постојано ги подигаме тие стандарди. Но овој ден, уште еднаш сакам да ја потенцирам суштинската важност од женскиот активизам во форумот на жени на Социјалдемократскиот сојуз. Ја потенцирам нивната клучна улога во мобилизација на најдоброто од нас. Ве повикувам со вашето изострено чувство за политика, за развој и напредок, да дадете нов импулс во нашите партиски организации, во нашиот заеднички партиски живот. Вдахнете нова енергија, затоа што вие сте јадрото на семејството, на заедницата, на македонската социјалдемократија. На крајот ќе ве замолам една работа. Во трката со животот, во борбата за родовата еднаквост, во секојдневните ваши мали и големи битки, останете такви какви што сте, жествени и горди, суптилни и своји. Сега ќе си ја дадам честа да се заблагодарам на плејада силни жени, мудри политичарки, стамени државнички, грижливи сопартики, неуморни работнички, безценети другарки, за нивниот придонес во сите овие предизвикувачки години во создавањето на подобри политики, во креирањето на подобро македонско општество. Ви благодарам затоа што во Социјалдемократскиот сојуз секогаш имало силни жени, како по правило, а не како по исклучок. Ви благодарам затоа што во СДСМ жените никогаш не биле статистика, туку силни личности. Да сте ми живи и здрави сите, да живее форумот на жени, да живее Социјалдемократскиот сојуз, нека ни е вечна и вековита Македонија. Благодарам.